Го гледате централното издание на Дневникот. Започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Заврши уредувањето на крајбрежјето на езеро Младост. Шестилјади 515 барања за субвенции поднеле земјоделците од Кавадарци и Росоман. Министерството за труд и социјална политика ќе ги рефундира средствата за возила на инвалидизираните лица. Министерството за труд и социјална политика ќе ги рефундира средствата на лицата со инвалидност кои во изминатите 12 месеци набавиле патничко возило. Со ова се реализира уште едно ветување за лицата од оваа категорија. Вкупно 50 лица со инвалидност што во изминативе 12 месеци набавиле патничко возило ќе добијат рефундирање на средствата платени како царински давачки, ДДВ и акцизи, информираше министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Со ова се реализира уште едно ветување за лицата со инвалидност и националните сојузи на лица со инвалидност. Таков проект кој има за цел да овозможи полесен пристап до автомобил на лицата со инвалидност за нивна полесна мобилност и вклученост во заедницата е програмата за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лицата со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лицата со умерена тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепите лица со придружник и за потполно глувите лица со придружник за 2016 година. Почнувајќи од денеска, секој лице што припаѓа на некој од наведените категории или пак негов родител или старател може да поднесе барање до надлежниот центар за социјална работа, кое што ќе биде разгледано од Комисијата за рефундирање на средствата за набавка на патнички автомобил по завршувањето на огласот, потенцираше Спасов. Во прилог на барањето задолжително треба да се поднесе и наод за оцена и мислење од надлежна комисија за утврдено телесно оштетување од најмалку 80% на долните екстремитети, за утврдено умерена тешка или длабока интелектуална попреченост, за потполно слепило и потполна глувост. Како и примерок или пак заведена копија од царинска декларација на не постари од 12 месеци возило од денот на подмирување на царинските давачки и акцизи при увоз на патнички автомобил издаден од царински орган, како и доказ за платен данок на додадена вредност при набавка на патнички автомобил или пак друга пропратна документација. По завршувањето на огласот, посебна комисија ќе изврши увид во домовите на барателите, а откако ќе заврши рокот за доставување на барањата, Комисијата за рефундирање на средствата ќе одлучи по однос на поднесените барања и извршениот увид во домот на семејството. Спасов посочи дека со овој проект ќе бидат рефундирани средства за 50 патнички автомобили, а предност ќе имаат оние граѓани со пониски примања, оние што се на листата на активни баратели на работа и во зависност од тоа колку членови во семејството се со инвалидност. Огласот за рефундирање на средствата ќе трае до 30 септември оваа година. Шестилјади 515 барања за субвенции поднеле земјоделците од Кавадарци и Росоман во законскиот рок кој заврши деновиве, согласно програмата на владата за финансиска поддршка во земјоделството. Заврши законскиот рок за поднесување документи за субвенции. 6515 земјоделци од Кавадарци и Росоман поднеле барања за субвенции во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со цел да обезбедат поттикнување и развој на своето производство, согласно програмата на владата за финансиска поддршка во земјоделството. Како и секоја година и оваа година, знаете, почнеме од мај месец, па до крајот на јуни се завршуваат апликациите во врска со поднесување на субвенции во растителното и сточарско производство. Оваа година можам да кажам дека со голема радост и задоволство на земјоделците и на нас, дека многу успешно ја завршивме во периодот на аплицирање, согледувајќи го
текот како се одвиваа настаните, можам да кажам дека во последниот месец, посебно месец јуни, скоро да немаше никакви гужви и оваа година бројот на апликации се движеше точно околу 6515 апликации во делот на растителното и сточарското производство. Според раководителот на подрачната единица, поднесувањето на барањата годинава се одвивало порелаксирано, со што не биле евидентирани големи гужви низ ходниците, што беше пракса претходните години. Можеби тоа е поради олеснителната околност за електронското аплицирање, односно земјоделците можеа сами по електронски пат да ги поднесат своите барања. Навремено сите земјоделци дојдоа, беше укажано, претходно беше известувано на локалните медиуми, така да мислам дека оваа година, како што претходно кажав, за разлика од претходните години немаше големи гужви, тензии и такви работи. Оваа година ходникот беше доста празен, затоа што навремено луѓето си дојдаа. Во првиот месец имавме едно поголемо запнување во делот на аплицирање со земјоделците, каде што во првиот месец остваривме околу над 4000 апликации, така да во вториот месец околу 2-2,5 дојде до едно поголемо растаретување. Оваа година земјоделците ќе добијат средства од државата во висина од над 140 милиони евра за поддршка на земјоделството и руралниот развој. Заврши уредувањето на крајбрежјето на езеро Младост. На 11 пункта поставени се летниковци заштитени со столпчиња. Проектот е реализиран од општина Велес заедно со Агенцијата за рурален развој во вредност од 5.800.000 денари. Заврши проектот за уредување на крајбрежјето на езеро Младост, чија вредност изнесува 5.800.000 денари. На 11 пункта поставени се летниковци заштитени со столпчиња. Истиот го реализираше општина Велес со поддршка од Агенцијата за рурален развој. Останува уште да се постават 2 скари, информира градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Меѓутоа тој бара надградување понатаму и ние спремаме нови содржини во еднина, меѓу кои се и осветлувањето, гледате дека бандерите ни се веќе поставени, потоа мора да поставиме и 2-3 тојфела, односно покретни вециња барем у летниот период, за да можеме целокупната приказна да биде завршена онака како што ни е планирано. Секојдневно е присутна редарска служба, а во наредните 2 месеци планирано е да се вработи лице кое ќе одржува хигиената на крајбрежјето. Предвидено е локалната самоуправа да ги освежи паркинг просторите. Сите граѓани кои се заинтересирани за изградба на викенд куќи на езерото Младост имаат можност да достават апликации како би се стекнале со право на учество на јавното надавање. Почетната цена е 283 денари по метар квадратен. Јавната лицитација е закажана за 7 и 8 овој месец. Уште денес заинтересираните граѓани за изградба на викенд куќа на езерото Младост имаат можност да достават своји апликации за да се стекнат со право на учество на јавното надавање. 25 локации за градба продава општината. Просечната цена е 283 денари по метар квадратен. Според јавниот повик, лицитацијата е закажана за 7 и 8 овој месец. Во временскиот период од по 30 минути за секоја парцела ќе може да се надава. Денеска е последен дел, немам информации колку има пријавено, а рекол дека има пријавено десетина заинтересирани купувачи на парцелите, со оглед на тоа дека ќе заврши негде ноќеска околу 24 часот, се очекува секогаш последен ден се јавуваат поголем број на заинтересирани странки, а меѓутоа и да не се продадат сите што ги понудивме 20 на парцели, ќе распишеме повторно оглас идниот пат и дефинитивно ќе се продаат бидејќи местото е атрактивно. Покрај зголемување на бројот на куќи во новоформираната викенд населба, општината планира да го зголеми и бројот на угостителски објекти. Понудени се 2 парцели за изградба на хотели. Последен ден за поднесување на апликации за учество во јавното надавање и за овие парцели е денеска. И тука почетната цена е 283 денари за метар квадратен. Јавното надавање е закажано за 21 овој месец. Инаку Младост е рекреативно место во кое локалната самоуправа има постојани вложувања. Целта е развој на транзитниот туризам.
Денеска имаше заинтересирана странка, дојде, разговаравме околу начинот како би аплицирала, но да останеме, да почекаме. Утрешниот ден ќе знаеме дефинитивно, ќе добиете известување од општината. Покрај развој на туризмот, езерото Младост е место каде што се развива и спортот. Неодамна тука се одржа државно првенство во крапски риболов, а наскоро веќе и традиционалниот пливачки маратон. Вчера во Демиркапија се одбележаа 100 години од изградбата на тунелот кој е изграден од германската армија во Првата светска војна. Велосипедисти од повеќе градови на Македонија поминаа 28 километри од Демиркапија до Миравци и на тој начин се одбележаа 200 години од создавањето на првиот велосипед. Се одбележаа 100 години од изградбата на тунелот и патот низ Демиркаписката клисура, изградена од страна на германската армија во Првата светска војна. Велосипедисти од повеќе градови на Македонија поминаа 28 километри од Демиркапија до Миравци. На овој начин беа одбележани и 200 години од создавањето на првиот велосипед од страна на Карл Драйс од Германија. На местото постои надпис напишан од германските војници со кој сакале да го одбележат големиот инженерски потфат со пробивањето на овој тунел пред точно 100 години и тоа за многу краток рок од само 60 дена. Организатор на настанот е велосипедскиот кружок Милтон, како дел од Центарот за одржливи иницијативи во соработка со Центарот за едукација и вмрежување во туризмот на Демиркапија и спортскиот клуб Клисура Демиркапија, а со поддршка на општина Демиркапија. Како поддржувачи на овој настан, присутни беа и представници од амбасадата на Сојузна Република Германија во Скопје. На 18-та Вардарска регата, која заврши вчера повеќе по водите на реката Вардар, покри гостите од Србија и Црна Гора, оваа година забележително беше и присуството на понежниот пол, а некои од девојките за прв пат учествуваа во регатата. 4 дена учесниците на 18-та Вардарска регата Гемиџије поминаа пловејки по водите на реката Вардар. Прекрасното време без дождови и средниот водостој на реката придонесоа пловењето да се одвива без поголеми потешкоти. Покрај гостите од Србија и Црна Гора, оваа година забележително беше и присуството на понежниот пол. Имавме една представничка од Србија која имаше 60 и некоја година, а од Скопје, од гостите имаше преку 70 години постара господја. Патот го поминаа супер. Немаше никаков проблем. Се заштитуваа креми, заштитни тие работи, сите знаете дека мора да се поминат. Некои од девојките за прв пат учествуваат во регатата. Мене оваа година ми е прва година што одам на регата и стварно беше многу добро и забавно и прво искуство е многу чудно беше на почетокот, не знаш што и како те очекува. Ама добро поминавме, имаше неки мали проблеми со неодговорност, имаше некои превртени чамци, ама добро помина се, немаше некои оштетени или повредени. Мислам дека супер поминавме. Има моменти кај што треба да се запне, да се весла стварно. Ама добро беше. Прилично добро поминавме и добро искуство е тоа што без разлика на тоа што прв пат одиме што сме женски и веславме и се ангажиравме, имаше некои мали препреки и проблеми, ама се совлада и според организаторите, најатрактивна е третата етапа, а тоа е делот од Демиркапија до Марвинци, каде патеката е многу брза и адреналинска. Сметаат дека сите учесници заминаа со убави впечатоци, со надеж дека идната година повторно ќе посакаат да дојдат. СДСМ обвинува дека со договорот за закуп склучен во 2015 година, станарите во така наречените социјални згради се доведени во неповолна состојба, бидејќи за истата квадратура месечната наемнина била различна. Првиот човек на акционерското друштво во Велес вели обвинувањата се неосновани. Закупнината зависи од месечните примања на семејствата. Општинската организација на СДСМ денес излезе со реакција за нетранспарентното плаќање закуп за така наречените социјални станови. Со договорот за закуп склучен во текот на 2015 година помеѓу акционерското друштво за изградба и стопанисување и корисниците на социјалните станови, истите се доведени во неповолна состојба, велат од СДСМ. Во одредбите на склучените договори за акционерското друштво
За изградба и стопанисување со стамбени деловен простор се предвидени само права, а за закупопримачите, односно корисниците на станови, кои повеќе од една деценија одвојуваат средства за закупнина и се без решен статус, има само обврски. Обвинувањата се паушални, вели првиот човек на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен простор, Маријан Стефановски. Тој потенцира дека за прв пат годинава државата ги подмирува трошоците за кирија на семејствата приматели на парична помош. За разликата која се јавува во паричниот надоместок и закупнината која ја плаќаат зависи од месечните примања на семејствата корисници на станарското право. СДСМ покажа крајно непознавање на стамбената политика во Република Македонија, лажна грижа за закупците и би ги замолил, ако во моментов ја пишуваат нивната програма, да дојдат да им објасниме каква е стамбената политика на Република Македонија. Во така наречените социјални згради во Велес има 144 станови. Минатата година дел од станарите склучија договор со акционерското друштво за откупување на истите, додека пак дел останали и понатаму да бидат кираџии во станови чии што сопственик е државата. Викендов во Кавадарци беше отворена изложба на дела од двајца еминентни академски сликари на македонската современна сцена, Жарко Јакимовски и Ѓорги Чулаковски Ѓото. Беше промовиран и новиот албум на момците од Crossroad Blues Band од Прилеп под наслов Градско дете, кој се состои од 10 снимени видеозаписи. Збирка на дела на двајца еминентни академски сликари на македонската современа сцена беа изложени викендов во Галери бар Екзайл. Станува збор за професорите во пензија Жарко Јакимовски и Ѓорги Чулаковски Ѓото. Изложбата се состои од 12 цртежи и слики, селектирани дела од целокупното творештво на овие двајца професори. На оваа вечер имаме поставка од одбрани дела на двајца професори, Жарко Јакимовски и Ѓорги Чулаковски Ѓото, графики и слики. Нас ни е имаме голема чест и задоволство да го отвориме галерискиот дел токму со нивна поставка на дела. Во иднина се надевам дека ќе донесеме тука многу добри автори. Истовремено оваа вечер беше промовиран новиот албум на момците од Crossroad Blues Band од Прилеп, под наслов Градско дете, кој се состои од 10 снимени видеозаписи. Здраво, јас сум Сале од Crossroad Blues Band од Прилеп. Сакам да најавам вечерашната свирка во Кафе Екзил. По повод свирката има и изложба, значи да се збогати малце културниот живот во Кавадарци. Конкретно за мојот бенд вече правим и промоција на нашиот нов албум кој се вика Градско дете. Со албумот, како информација да се каже само дека имаме снимено и 10 спота, значи 10 песни на албумот, 10 спота. Кавадарци беше сведок на една необична вечер во спој од музичка и ликовна уметност. Во село Бистренци, во организација на местната заедница и организационен одбор со подршка на општина Демиркапија, по 14 пат се одржа традиционалниот петровденски турнир во мал фудбал. На овој турнир се надпреваруваат 13 екипи, а финалната вечер ќе се одржи на 12 јули оваа година, по повод празникот Петровден. Турнирот за отворен го прогласи председателот на Советот на општина Демиркапија Петар Мојсов. Во текот на изминатата недела на телефонската линија Ало докторе имало 1218 повици за медицински совет. Недобрите македонски компании ќе ги стипендираат македонските таленти. Вести од Македонија. Земјите од Западен Балкан не се заморени од интегративните процеси на Европската Унија и покри излегувањето на Велика Британија, што е најава по нивниот референдум. Сепак државите и понатаму гледаат во Европската Унија главен пазар и главна можност за напредок на своите економии. Ова е пораката од бизнис форумот што се одржа денеска во Париз, како сегмент од третиот самит за Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес. Пешевски, кој представуваше Република Македонија на форумот, истакна дека се работи за еден напор
напор на Европската Унија и на Европската комисија државите од Балканскиот регион кои не се членки на Унијата да ги засилат интегративните процеси во неколку сегменти на функционирање, при што најважен е сегментот на економијата, бидејќи таму реално се случуваат работите. Целта на самитот е да се засили соработката меѓу самите земји на неколку полиња, како енергетиката, инфраструктурата и транспортот. На бизнис форумот во Париз била посочена и нова тема – дигиталната технологија и дигиталните држави. Вице-премиерот Пешевски очекува француски компании да дојдат во посета на Македонија по форумот, кои покажале интерес за проекти од областа на заштитата на животната средина. На бизнис форумот присуствуваа компании и стопански комори од земјите од Западен Балкан, како и француски компании заинтересирани за соработка и инвестициите во регионот. Најдобрите македонски компании ќе ги стипендираат македонските таленти преку програмата New Men's Got Talent. Оваа програма е креирана со цел да се одговори на потребите на младите и да ги поврзе успешните македонски компании со талентирани студенти, кои имаат потенцијал да станат врвни професионалци, соопшти денеска New Men's Business Академијата. До крајот на месец септември ќе се одржат повеќе обуки и 2 тестирања. Резултатите ќе се објават јавно и само најдобрите ќе продолжат во финалето, каде што ќе имаат можност да ги презентираат своите квалитети и знаење со цел да освојат до 100% стипендија и шанса за вработување во некој од најдобрите компании во Македонија. Во вчерашниот самоубиствен бомбашки напад во Багдад има најмалку 213 жртви. Бројот на ранети е поголем од 200 лица пренесуваат на југ. Одговорноста за нападот ја презеде терористичката организација Исламска држава. Вести од светот. Во пресрет на летните олимписки игри кои ќе се одржуваат од 5 до 21 август во Рио де Жанеиро во Бразил се случи голема трагедија. Група од 28 падобранци, обидувајќи се да ги направат 5 олимписки круга во воздух како дел од кореографијата за отварањето на летните олимписки игри. 39 годишниот Густаво Кореа Гарцес и 47 годишниот Гилхермо Бастон Падиља се судриле во воздух пошто паднале на земја. Гарцес починал по префрлањето во болница, додека поради сериозната повреда на главата, Падиља починал на местото на настанот. Бразилската полиција отвори истрага за инцидентот и ќе атестира опремата во која настрадале споменатите падобранци, чии делови од тела биле пронајдени на плажата Копакабана во Рио. Анкара би можела да ја дозволи на Русија да ја користи воздушната база Инџирлик за воздушните напади врз Исламската држава во Сирија. За ова информира турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу. Досега руските авиони ја користеа руската воздушна база Кмеймим во сириската провинција Латакија. Ке соработуваме со секого што се бори против Исламската држава, рече Чавушоглу, нагласувајќи дека Анкара ја отворила воздушната база Инџирлик за сите што сакаат да се вклучат во активната борба. Зошто да не соработуваме и со Русија на истиот начин? Турција е подготвена за таква операција. Тероризмот е наш заеднички непријател. Здружените напори се важни за да се избегнат несаканите инциденти помеѓу страните што се борат против Исламската држава, вели министерот. Инаку воздушната база Инџирлик во Турција користат воздушните сили на САД, Германија, Британија, Катар и Саудиска Арабија. Властите на Обединетите Арапски Емирати испратија предупредување до своите граѓани да избегнуваат носење традиционална облека кога патуваат во странство. Предупредувањето беше упатено откако државјанин на Обединетите Арапски Емирати, облечен во традиционална гандура, долга бела облека, беше уапсен во градот Ејван во американската сојузна држава Охајо поради сомнение за тероризам. Властите на Обединетите Арапски Емирати ги повикуваат државјаните да ги почитуваат забраните за носење на исламска традиционална облека во некои делови на Европа. Поради апсењето во Охајо, Емиратското министерство за надворешни работи изрази загриженост пред заменик амбасадорот на САД во Обединетите Арапски Емирати Итон Голдрич. Дипломатот се извинил и ветил дека ќе побара истрага за апсењето од властите во Охајо.
Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Температурата достигна до 35 степен. УВ индексот изнесува 8. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатно.